Господине Папазов, каква е состојбата со водоснабдувањето во општината Кочани? Генерално, оценката околу водоснабдувањето може да ја кажеме дека е континуирано и редовно водоснабдувањето, значи граѓаните на општина Кочани, освен во исклучителни случаи каде што имаме краткотрајни прекиди заради санирање на одредени дефекти, се одвива континуирано и редовно. Да, колку ниските температури на крајот од месец декември, почетокот на јануари ја зголемија потрошувачката на вода и значеше ли тоа дека се пуштаа славините на чешмите, се заштитуваа водоснабдителните линии и така по домовите? Секако промената на временските и метеоролошките прилики имат соодветно влијание во вкупната потрошувачка на експлоатираните количини на вода. Може да се забележи и од температурните разлики за кои водиме хронолошка евиденција во работната единица водовод и канализација при комуналното јавно предпријатие Водовод и Кочани. Значи минатата година заради подобрите хидролошки и временски прилики имаме помали количини испорачена вода во истиот период, а во овој период, особено во деновите каде имаме екстремно ниски температури и ниски температури во континуитет, бележиме максимални количини на ниво од 13.600 метри кубни на дневно ниво. Значи се чувствува. Минималните се движат околу 11.300, а максималните 13.600. Значи од некаде 15% му доаѓа како процент во однос минимум максимум. Сигурно има влијание, значи ниските температури дневни и особено кога се одржуваат во континуитет. Веројатно граѓаните заради безбедност на својата мрежа трошат и поголеми количини. Во секој случај ги повикувам, подобро е да ги заштитат соодветно отколку да ги трошат непотребно и да се изложуваат на неиздатоци, а од друга страна да предизвикуваат поголема потрошувачка на вода. Минатата година предавовте во употреба нов експлоатационен бунар со нови дополнителни 30 литри вода во секунда. Од каде инвестицијата и со овие нови количини, колкави ќе бидат количините на водоснабдителниот систем во Кочани? Се работи за нов експлоатационен бунар во системот Градовски Орбан со капацитет од 30 литри, како што рековте, финансиран преку форумот на заеднице, спроведен во една транспарентна процедура преку форумот на заедниците, а финансиран од Швајцарската агенција за економски развој и соработка СЕКО. Со пуштањето во употреба на овој бунар обезбедуваме одредени резерви во периодот кога имаме максимални дневни потрошувачки, особено во летниот период, обезбедуваме континуитет во испораката кон граѓаните и воопшто во нашиот систем и од друга страна обезбедуваме одредени резерви за евентуални нови потрошувачи за еден подолгорочен период. Максималните количини се движат околу 280 литри во секунда. До сегашните беа околу 250. Доволно и во вакви и екстремни високи. Така е, значи искуството и статистиката на нашите податоци говорат дека максималните дневни шпицови во изминатиот период се движеа некаде околу 240 литри во секунда, што беше малку под границата од расположивите максимални количини. Сега сме значително над овој период и имаме одредени резерви за евентуално нови потрошувачи. Да. Значи вие се погриживте да обезбедите доволно количини на вода, а за граѓаните што останува? Порака до граѓаните рационално да ја користат, соодветно да ја користат и наменски да ја користат водата и од друга страна да ги подмируваат своите обврски, односно да ги плаќаат редовно своите сметки, како би биле во можност континуирано редовно како и досега без рестрикции да им испорачуваме и квалитетна вода и доволни количини на вода. Господин Папазов, благодарам за учеството во денешниот дневник на телевизија Кочани. Благодарам и на вас.